нашиот амбасадор во Украина Крум Ефремов. Емисијата ја продолжувам како што најавив на почетокот на емисијата со мојот драг колега Сеат Ризвановиќ, познат во јавноста во телевизија 24 како репортер, но можеби помалку познат како собственик на YouTube канал кој се занимава со воена тактика, воена техника, воени стратегии и кој покрај неговата основна репортерска работа прилично навлезе во овие анализата на воените движења и меѓу другото во последните денови можете да ги прочитате на неговиот Facebook профил, можете прецизни анализи за тоа како се движи војната во Украина и особено за тактиката на руските војни сили кои напаѓаат. Сеат Ризвановиќ, добро дојде во Клик Плюс. Моето прво прашање е докаде е Русија во овој напад и дали знаеме која е целта конечно на нападот? Да, Боријан, благодарам на повикот, добро ве најдов. Целите на Русија ми се чини дека беа кажани неколку пати од страна на руските власти, тоа се оние официјални цели за наводна денацификација и демилитаризација на Украина, тоа се некои генерални општи цели, но оние конкретни, специфични, оперативни цели никогаш не беа кажани, иако може да се насетат и тие веќе се јасни после 15 дена од почетокот на руската операција. Тие цели беа за вземање на главниот град Киев, за вземање на другиот најголем град Харков, обезбедување на еден појас на југот на Украина кој би ги споил Крим со проруските бунтовнички области Донец и Луганск, но и тие цели може да се каже дека се уште не се исполнети од страна на Русија и после 15 дена можеме да видиме дека руската армија е на некој начин заглавена во Украина. Тие оперативни цели не се постигнати, а не се постигнати после огромни неуспеси, после почетокот на акцијата, после очигледни грешки во планирањето, во тактиката и стратегијата на руската армија. Сега, има ли извор на информација кредибилен по кој што може да се види кој е бројот на жртви во оваа војна, во повеќе од 10 дена се води? Па тоа е интересно, бидејќи со бројот на жртви доста се манипулира, се шпекулира. Украина многу успешно го користи големиот број на жртви на руски војници, евидентно големиот број и преголемиот, јас би кажал, за една армија која за себе тврди дека е модерна, професионална армија во 20 за руската, да, 21 век. Па така Украина вели дека тоа се работи за според последните бројки ми се чини 12.000 руски војници, но кои се убиени, да, и тоа велат изгледа премногу, тоа е како 1000 на ден. Да, тоа е премногу, ќе кажам и зошто е премногу. Сепак таа бројка треба да се земе со резерва. Нормално е дека Украина тој голем број на руски жртви го користи во своја стратегија. Манипулираат со тој тип на информации. Да, нормално е. Но имаме сега еден многу покредибилен извор, тоа е во сведочењето во Американскиот конгрес, каде што директорот на Националната одбранбена агенција Скот Бериер вели дека според американски, он вели не толку прецизни проценки, се работи за 2 до 4 илјади војници убиени руски во Украина до сега. Што е повторно многу, и јас ќе кажам зошто е многу, бидејќи сега за некои кои следат конфликти, кои не следат толку прецизно конфликти, може би е малку, може би е многу, може би е нејасно, може би е нормално, но тоа не е ни нормално, ни малку. Еве ќе кажам зошто. За време на руската инвазија на Авганистан, која траеше 9 години, биле убиени 15.000 руски војници. Внимавајте, за 9 години. А сега зборуваме за 12 дена. Тука имаме за 12 дена, еве нека е и таа американска бројка да ја земеме како репер, 3.000 нека се еве, ни 2 ни 4, туку 3, тоа е премногу. Понатаму, за време на американската окупација на Авганистан, значи која траеше околу 20 години без малку, се убиени 2400 американски војници. Внимавајте, тука се убиени за 15 на дена. Значи тоа е премногу. На што се должи? А да не зборуваме за уништената руска техника, значи се работи за дефинитивно стотици тенкови, за стотици околни транспортери кои се уништени или оставени, ќе кажам и зошто, тоа е многу интересен феномен, за 50 летала, авиони и хеликоптери, што е не да е недозволиво, туку е еден
катастрофална состојба на една армија која напаѓа и која требаше да има предност и која себе се смета за супериорна во однос на оној кој се брани. Очекува дека руската армија за 2-3 дена ќе биде во Киев практично и ќе ја заврши операцијата. Тоа беа најавите. Тоа беа и првичните оперативни цели кои не се исполнети. Ќе одговорам многу прецизно на прашањето зошто тоа се случува, само за ова сакам да кажам што го спомна за Киев, бидејќи тоа беа првичните цели. Значи, руската армија планираше да влезе, специјалните сили требаше брзо да го завземат Киев, да ги завземат клучните точки во Киев, аеродромот, административните згради, требаше брзо да го уапсат и председателот Зеленски и владата, и тука требаше Украина едноставно да капитулира. Но првиот голем неуспех, првиот голем пораз во таа руска стратегија е што целата таа специјална единица која влезе во Киев им беше елиминирана. Тоа е еден страшен... Првиот ден? Првиот ден. Првите ден, два, сега не ме држите за збор. Тоа е страшен пораз. Бидејќи во оние жртви кои Русија ги призна, кога рече единственото соопштение на Руското министерство за одбрана, каде што велат дека околу 500 руски војници тие признаваат дека се убиени, велат за жал најголем дел се припадници на специјалните сили. Тоа се тие специјални сили кои биле брзо елиминирани од страна на елитни единици. Најелитни. Да. Тоа се тие на елитни руски единици кои биле елиминирани. Тоа се професионална војска, да ги гледаме од тие заробените и многу деца. Да, ќе ви одговорам и на тој интересен феномен. Што се однесува до причините. Причините се очигледно дека мораме да направиме еден само курс бекграунд. Руската армија, значи после распаѓањето на СССР имаше нова структура, се обидува да се модернизираат, но особено засилена беше таа модернизација после Грузиската војна, која Русија ја доби кога влезе во Грузија 2008 ми се чини беше, но тогаш се видеа сите слабости на руската армија кои беа пред се од логистичка природа, истиве кои ги има и сега. Од тогаш Путин вложи многу пари и Русија во модернизација на руската војска и после интервенцијата во Сирија се чинеше дека е создадена една нова модерна армија со модерни капацитети која има можност за гаѓање на цели на далечина, која користи такви несовремени електронски средства, но сето тоа падна во вода со интервенцијата во Украина. Дури и западните НАТО стратези се шокирани од ова што се случува. Значи, никој ова не го очекуваше, да се разбереме. Никој. Дури и сите проценки и анализи на Запад беа дека Украина ќе падне брзо. Брзо ќе заврши. Сите се шокирани. Значи, они сега ги доживуваат истите слабости кои ги доживува и во Грузија. Тоа се пред се слабости во планирање, слабости во тактичката операционализација на терен, пред се логистичките проблеми, каде што руските единици кои брзо напредуваат, брзо остануваат без гориво, без муниција, без храна, бидејќи во војната логистиката е најглавен дел. Има онаа позната изјава на американски генерал кој што вели професионалците зборуваат за логистика, а аматерите за тактика. Значи, логистиката е многу важна. Тоа е како и во бизнис, во економија, таа поддршка која доаѓа од позадина. На некој постојано да им дотура на оние кои се истурени на фронтот, така. И сега во Украина се случува руската армија која напредува напред, тенковите и оклопните транспортери возилата им остануваат без гориво. Значи, голем дел од таа предвидено кој логистика која го прави дотурот. Имаат предвидено, но очигледно тоа им е најслаба карика, најслаба алка на руската армија, но тоа е всушност и најсофистицираниот дел. Тоа ја покажува модернизацијата на војската. Значи дека нив таа модернизација не им е направена. Можноста тој ланец да тече нормално. И плюс не го предвидува жестокиот отпор на украинската армија. За разлика од нив, украинската армија или украинските вооружени сили, не е само армијата, тамо се и полицијата и територијалната одбрана. Каква армија се водеше украинската пред да почне овде? Украинската армија, ако мислам каде беше, каде се мала. Не, тоа неверојатно мала, бидејќи Украина е 40 милиона земја. Па според оние податоци пред да почне оваа руска инвазија, кога веќе тоа почна онака подетално да се согледува, се проценуваше дека има околу 120.000 припадници на армијата кои се подготвени, мобилизирани, подготвени за борба, но сепак тие 120.000 беа оценети како релативно добро спремни и обучени, особено после професионална војска. Па претежно се професионална, имаат и регрутен состав, но претежно професионална, добро обучена
и добро опремена, релативно добро. Сега нема да речеме толку оклопни средства и возила како Русија, но добро опремени со средства за противтенковска борба, за противавиацијска борба, за армија која релативно е добро подготвена, особено после руската инвазија на Лугански Донецк, бидејќи тие тамо веќе 10 години се борат активно. И се знае дека војска, армија, која активно учествува во борби е најдобро опремена војска. Таа, значи, го стекнува во кондиција, го стекнува искуството на терен. Значи, они не беа во толку лоша позиција, но сепак во однос на Русија е неспоредливо. Неспоредливо. На што се должи нивниот успех кога велиш во неутрализирање на толку многу оклопни возила, например, украинската авиација не постои, таа беше неутрализирана во првиот налет. Да, најголем дел од украинската авиација, но тоа е уште една огромна слабост во руската стратегија. Освен почетниот број на трупи кои беа предвидени за инвазија на Украина, тие 150.000 трупи кои цело време се збореа дека стојат на границата и 40.000 кои имаат проруските борци во источна Украина, значи околу 190.000 трупи, значи западните аналитичари и генерали цело време потенцираа, велеа вака, не знаеме што сакаат да направат русите, но доколку сакаат да направат инвазија на Украина, ова е малку. Тоа се мали сили. 200.000 војска е малку. Малку, тоа е малку. Тоа е навистина малку. Значи русите тука страшно ја поценија Украина, страшно ги поценија украинците. Од друга страна, украинските вооружени сили се добро снабдени со западни противтенковски системи, не проектили, туку системи. Тука се пред се америкските Джавелин системи. Тоа е многу опасен систем. Тоа се покажа во Сирија. Во Сирија тие противтенковски системи успеа, например, целосно да ја уништат сириската оклопна армија. Значи, успеа на сириците да им ги уништат сите тенкови. Сите. Значи, има 1000 и не знам колку тенка, им ги уништат сите. Тоа се ракети Боријан кои делуваат на една пристојна далечина, каде што операторот е на неколку километри од целта, ја гледа оптички, оптоелектронски, он ја пушта ракетата оди наведувано, тенкот може да се движи, она го следи, невозможно е да ја одбие, освен ако има активни системи за заштита, но многу е тешко и екстремно ефикасно оружје. Значи, после ефикасната употреба на овие оружја и на турските Байрактар дронови во војната Азербејџан и во Ерменија, веќе последните анализи велат дека во 21. век тенкот станува излишно средство во модерна војна. Станува една цел, архаична цел, која не ти дава никаква предност на војното поле, туку е всушност ти тежи, само е товар. И тоа се покажува во Украина. Украина многу успешно ги користи овие. Според податоците, Западот ги има снабдено со неколку илјади такви системи. Шведска ги снабде со своји ТОВ системи. Тоа е друг систем, но сличен, исто така многу ефикасен. Значи, не ова што е битно да разберат гледачите. Не се тоа оние базуки што популарно наречени, што се држат на рамо и треба ти да го погодиш тенкот. Ова се работи од далечина и многу се страшно ефикасно. Исто така и Стингер ракети против Претпоставувам дека во голема корист на украинската одбрана и разузнавачките информации кои ги добиваат од западните сили, од НАТО. Ги добиваат разузнавачките од западните сили, но најголема предност на украинската одбрана е што се борат на свој терен. Тие се борат дома. Значи, најголема предност на украинската... И мотивацијата е друга. Моралот се разбира. Моралот. Украинците гледаме дека тие се страшно мотивирани. Тие се борат за својата татковина против агресорот кој влегол. Гледаме дека од оние снимки кои редовно ги следам, секојдневно се објавуваат од страна на Украинското министерство за одбрана, значи се заробуваат стотици руски војници, што е шокантно. Морам да кажам, тоа е шокантно. Ова не сме го виделе до сега во ниедна војна. Значи, да не кажам дека дали некогаш сме виделе заробен американски војник на вака да го објават, па тој нешто да каже. Значи, не сме виделе во ниеден конфликт. Сега се стотици, тоа се стотици кои зборуваат, сведочат пред камера, па украинците им даваат телефони да се јават кај мајките, значи вршат една добра пропаганда со тоа они, но сепак шокантен е бројот. Тие се гледа дека тоа се некои млади, 18-19 годишни деца кои буквално не знаат каде се наоѓаат, ни каде тргнале, ни зошто.
Сега, што се случува со оној фамозен конвој од 60 километри камиони, не знам какви возила, кој е укопан, односно не се едноставно престана да се движи. Па тоа се истите тие логистички проблеми. Два конвоја се. Да. Тој едниот голем 60 кој се движи километри кон Киев, беше, да. 64 километри беше, другиот е кој се движи кон Харков. Тие два конвоја всушност требаше да создадат една оперативна база, да создадат една мнозинство на украински сили во еден момент кои требаше да извршат обиколување на Киев и на Харков. Но се уште Киев и Харков не се ниту опколени. Не се ниту опколени, да се разберем. Има руска војска пред нив. Тоа е тенденцијата, кога ќе ги погледнеме мапите на движењето на руската армија, тенденцијата е Апсолутно. сега до сега Киев е во една подковица. Подковица, да, но не е опколен. Да, не е опколен, има кон запад има излез. И тоа е страшен неуспех на руската Што стратегија. не може да го опколи Киев уште. Тие два конвоја, значи, според американски разузнавачки податоци, се прво забавени поради овие логистични проблеми, значи не може да им се достави муниција, гориво, но и се константно напаѓани од страна на украинските бранители, значи напаѓани се со овие протитенковски ракети, напаѓани се со турските Байрактар дронови, кои се изузетно ефикасни, за кои се мислеше дека со Русија нема да помина толку добро како што поминаа во Ерменија, дека руската противвоздушна одбрана ефикасно ќе ги неутрализира, но тоа не се случува по некое чудо. Значи, повторно имаме една погрешна проценка за руските противвоздушни капацитети. Значи, тие конвои се така успорени, неутрализирани за сега и ќе видиме дали Русија ќе успее да создаде доволно силна оперативна база за да направи едно опколување на градот. Русија очигледно не може со оваа бројка 200.000. Не може. Очекуваш нов дотур на уште толку? Па тоа е уште позачудувачки. Колку може Русија да обезбеди војска? Видите, Русија на хартија имаше околу 700.000 активни војници, но сега бројката на војници треба да се види тоа и за каков квалитет се работи, за какви трупи се работи, за колку обучени, дали се професионални, дали се регрути, пошто очигледно тоа е огромна разлика. И сега ние не знаеме уште колку расположливи трупи Русија има квалитетни, значи трупи кои може да ги донесе. Да. Има, несомнено дека има. Русија 150 милиона. Не треба да се сомневаме дека има техника, па има колку сака, буквално. Тоа не е спорно. Но мене ме чуди, искрено, што се уште тие трупи не се носат. Денеска прочитав некој извештај, исто така разузнавачки западен, дека Русија полека носи нови сили од исток, но дека не ги носи во стандардни војни формации, туку дека ги носи во цивилни возила, во цивилни комиња, за да го прикрие нивното движење, што е можно, тоа е позната војна тактика, за да го изненадат противникот, но се уште не гледаме некои позначајни засилувања. А инаку, тие 150.000 војници кои беа на границата, кои беа декларирани за напад на Украина и за кои НАТО предупредуваше, се веќе сите во Украина. Значи нема веќе војници, сите се влезени, сите руски оперативни сили кои се предвидени за овој напад се веќе во Украина и делуваат. И кој е сега предвидувањето после сите, еве вака, бидејќи имаме можност да се направи еден пресек на целата војна операција, може ли Украина, кога тогаш, ако продолжат да движат таа подковица, ќе се затвори руска, колку може Киев да го држат украинците? Поготово ако биде опколен. Видите, сега се случува најгрдиот дел од војната. Најкрвавиот. Ќе треба да се води од врата на врата, практично улица, кој ќе се влезе во град. Па, всушност нема да се води од врата на врата борба, бидејќи тоа го знаат сите современи модерни армии, дека во таква војна е невозможно да се победи, туку ќе се оди со артилериско гаѓање на зградите, на противникот. Што ќе бидат цивили. Цивили, доколку останат во градовите, цивили, најмногу цивили, или она што народски се кажува дека ќе се рамни зграда по зграда. Значи, нема да се разбереме, покрај сите тие, гледам, има некои размислување кај граѓаните дека тоа обично кога се освојува некој град или село, дека тоа влегуваат специјалци, па тие, ако си добро спремен, тоа не се случува. Значи, тоа нека американците да се разбереме не се случува, никаде не се случува. Сега се укопуваат украинските сили во Киев. Кога непријателот ќе се непријателот условно кажано твој, нели, тој што се бориш против него, ќе се укопа
во урбана средина, во населено место, нема друг начин да се освои тоа населено место, освен со силни артилериски ракетни дејства. Нема друг начин. Значи мора буквално да се рамни зграда по зграда, куќа по куќа, доколку сакаш да го освоиш тоа целосно место. се девастира. Целосно, да. Целосно, да. И мислите дека ќе се решат русите на тоа? Тоа е дилема. Мислам дека проблемот сега е кај Путин што тој нема отстапница, нема назад. Тоа е нели она кога Сега ќе мора да те иде до крај. кога ќе те стават во кјошти немаш каде, он влезе, значи не му успеа првите оперативни цели, ја стави војската внатре. Русија сега се уште гаи некој имидж на надмокност, они гледате ги повикуваат украинците да се предадат се уште. И тој сега било како повлекување ќе биде окарактеризирано како знак на слабост. Тој нема назад. Тој мора да оди напред, ќе се обиде да ги обиколи Харков и Киев. Доле Мариупол е обиколен, тој е дефинитивно обиколен, таму се водат жестоки борби. Украинците имаат многу војници таму, ќе видиме како ќе се случи тоа. Ако го освојат Мариупол, украинските бранители кои се наоѓаат на линијата на Донецк и Луганск се наоѓаат во опасност да бидат после опколени од руските сили. Тоа е тој развој кој би се случил. Но дефинитивно руските сили сега ќе се обидат да ги освојат Киев и Харков и следна цел за која многу се зборува, тоа е нападот на Одеса, кој е последно украинско пристаниште и со чиво освајање целата украинска обала би била веќе неутрализирана на Црното море, се би биле руси. За Одеса се зборува дека постојат некаква флотила од 30 бродови, од кои 6 се военно-десантни бродови, дека би се направил напад од 3 страни за брзо да се завземе градот, но вела дека таа флотила се уште стои, не трга, значи отприлика тоа се можните правци на делување. Во секој случај ќе потрае ова сигурно и ќе има се многу жртви. Па сигурно ќе потрае. Не се најде некој политички договор се. Сигурно ќе потрае, но ми се чини дека двете страни, и Украина и Русија, се обидуваат да најдат некаква излезна стратегија од ова, а да не излезат како поразени. Од друга страна и за украинците нема каде назад. Тие немаат каде. Они си ја бранат својата земја и тие нема да застанат покрај сите, гледам некакви добронамерни убедувања, па договорите се, па зашто се борите. Нема, мислам, какви се тие глупави прашања зашто се борат, мислам. Да, разбирам. Така да се борат за дома, за куќата. Позицијата на двете страни реално не е добра, не е сјајна и мислам дека двете страни ќе се обидат да најдат некаква излезна стратегија од ова. Сега Тризвановиќ, ти благодарам за оваа исцрпна и моста прецизна анализа. Тоа беше Сеат Тризвановиќ. А сега одиме со мојот кус разговор со професорот Денко Малевски. Ако сте забележали овде кај нас во јавноста, често се прават паралели меѓу интервенцијата на НАТО во Косово и она што сега Русија го прави во Украина. Меѓу другото, професорот Малевски го прашав и за негов коментар околу поделеноста на јавното мислење во Македонија за при тоа, мислам, околу поддршката која дел од населението му дава на Путин, додека другиот дел сепак смета дека украинците имаат право да си ги задржат своите домови, како што рече Сеат во мојот интервју. Да го погледнеме краткото интервју